Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за темите вечерва. Доцнат ли реформите за ЕУ? Сметам дека сме во рамки на роковите. Согласно зададената динамика, за сега во овој момент имаме за доцнување. 1/3 од задачите во планот 369 се незавршени, открива мониторингот на Институтот за демократија. Дали скриеното лобирање на ВМРО-ДПМН во САД доаѓа на дневен ред пред американските истражни органи по обвинението против Пол Манафорт, шефот на кампањата на Доналд Трамп? What Manafort is in trouble for right now is pretty much the same pattern as Mercury's Macedonia lobbying contract. Твоите очи лено море, воденски черешице. Несекојдневна приказна за медицинската сестра која стана градоначалничка на Македонска Каменица. Мерак да ми излези. Новата власт ветила пред невладините дека итно ќе го испочитува барањето на УНЕСКО за мораториум на спорните проекти во Охридско. Но за жал до сега таква одлука за мораториум се уште не е донесена. Зошто? Ќе видиме и нова саботажа, затоа останете со нас, се враќаме многу брзо. Од 81 градоначалник во Македонија, само 6 се жени. Меѓу нив е и Сонја Стаменкова, која победи на локалните избори во Македонска Каменица. Погледнете ја несекојдневната приказна за самохраната мајка и медицинска сестра која застанува на чело на градот на рударите. Иако животот не е бил песна, таа не престанува да пее. Твоите очи лено море, воденски черешице. Дај ми ги на мене, јас да ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми излези. Јас сум Сонја Стаменкова, медицинска сестра, дипломиран психолог. Родена сум овде израснав, горда мајка, борец и иден градоначалник на Македонска Каменица. Сите што не веруваат дека кандидат на СДСМ може да ја добие локалната власт во Македонска Каменица, очигледно не ја запознале медицинската сестра Сонја. Македонска Каменица се надмина. Од дете пораснато во работничко семејство на татко рудар и мајка домакинка. Сонја успева да заврши средно медицинско училиште, а пред 5 години и да дипломира психологија. Темпераментниот карактер е главна одлика на оваа одлучна жена. 4 изборни круга сум активна и не ми се одрази тоа во односот со пациентите од било која политичка провиниенција. Сметам дека баш тоа што бев во контакт со луѓето толку години многу ми помогна во кампањата. Сонја има 50 години, но желба е Македонска Каменица да ја направи општина на млади. Токму младите вели дека и биле најголемата поддршка и фокус во политичката кампања. Ја почнав кампањата само со еден страв. Дали младите во мене ќе видат некој кој што ќе им обезбеди перспектива овде во Македонска Каменица. Поради неможноста за просперитет во родниот крај, поголемиот дел од младите ја бодреле од главниот град или од туѓина, преку социјалните мрежи. Корица, млада мајка. Македонка, млада. Дечките се тука пишуваат. Постарите ми се ова, помладите ми пишуваат. Дел од нив не се тука, дел од нив завршиле студии, па наште нешто вработување по големите градови од државата, дел од нив заминаа надвор, така да тоа е единствениот начин да комуницираме. Сонја има идеја како дел од нив да ги врати. За да ги поттикнеме младите луѓе кои што имаат оригинални бизнес идеи, да ги реализираат овде, со можност да се прошират, со тоа што нефинансиската помош ќе биде дадена од општината. Тоа е како интеграција во еден бизнес центар кој што ќе нуди помош на сите и постоечките бизниси и нови бизниси кои што ќе ги отварат младите луѓе. Затоа што луѓето имаат идеи, меѓутоа можеби не се правно или економски подковани, пак им треба таква помош, така да
ќе се фокусираме и на поддршка на малите и средни предпријатија и на отварање на барем два помали погони кои што ќе понудат решавање на невработеноста. Последната поддршка дошла од најмладиот член дома. Керката Кристина се уште не може да свати како нејзината самохрана мајка одеднаш стана толку популарна меѓу младите. Пред се јас сум најгорда керка, што имам мајка херој, мајка борец, мајка звер. Бев против затоа што не е лесно да се биде градоначалник, да целиот терет паѓа на нејзе. Прашав ми од спротива, како соседката Сонја ќе се снајде во општина. Општината, ако не ја биваше, нема да гласаме ние. Она е одлична. Честитките кон новата градоначалничка не стивнуваат на ниту една улица по патот од дома до нејзиното досегашно работно место. Здраво! Фала, да сте живи, здраво, се јавно убаво нека. Од 8.000 жители, колку што има градот со околните села, голем број имале непосреден контакт со медицинската сестра Сонја во изминатите 30 години. Како вработена во здравството и практикувањето на мој термин, не би сакала да го практикувам мојот термин и во општината. Ветивме отворена општина, општина за сите и такви ќе останеме. Општината е сервис на граѓаните, а јас како репрезент на општината сум на располагање на граѓаните. Слични се очекувањата и од досегашниот шеф, доктор Драги Стојковски. Човек за пример. Се случувало да работиме цел ден со нашите пациенти, ноќната смена да ја продолжиме за сите пациенти на градчето, да патуваме со тешко болен до Скопје и назад, и да продолжиме наредниот ден пак да ја водиме нашата прва, па понекогаш и втора смена. Значи, очекувам да работи како што работеше и кај нас, да ги подеднакво третираме сите граѓани на општина Македонска Каменица од најмал до најстар. Македонска Каменица го добила името по каменичка река, која тече во камено корито. Во градот тешко е да се чуе детски джагор, а важи и за место во кое каква било промена не се случува лесно. Интересно е што на последните локални избори на спротивставените страни се најдоа роднини, односно втори братучеди. Од самото создавање на општина Македонска Каменица, односно уште пред 20 години, кандидатите за градоначалници на социјалдемократите никогаш не успеа да обезбедат победа во ова место. Промената на последните локални избори ја донесе нивната кандидатка Сонја Стаменкова, која ќе биде и прва жена градоначалник во цела Источна Македонија. Местото е познато и како рударски град, поради непосредната близина на познатиот рудник Саса. Тој е меѓу ретките опции за екзистенција на каменичани. Во приквечерието на работниот ден ги прашавме и рударите каков е нивниот став за политичките промени и што би очекувале. Работа. Останатите рудари премолчеа, а во молк и темнина потона и градот. Ке биде потребна рударски напорна работа за да се појави светлина на крајот на тунелот во Каменица. Кому прави притисок шефот на дипломатијата Никола Димитров со изјавата дека Македонија во јуни очекува политичка одлука за почеток на преговорите за членство во ЕУ. Од една страна, пораката е упатена до земјите членки на Унијата, кои треба да постигнат консензус за ова прашање, но од друга, изјавата може да се смета за притисок и кон домашните актери, па и кон самата влада, зашто досега нема покрупни резултати од реформскиот процес. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи не се согласува дека има доцнење, но мониторингот на Невладиниот институт за демократија открива дека 1/3 од активностите предвидени со планот 369 не се реализирани, а требаше да бидат уште пред 1 месец. Александар Димитриевски. Ке направиме се што можеме за да добиеме позитивна препорака од Европската комисија и политичка одлука за почеток на преговорите во јуни идната година. Оваа изјава од минатата недела е на министерот за надворешни работи Никола Димитров.
Навидум протоколарна, но во себе крие важна порака. За Македонија да може да се надева на одлука за преговори во јуни, како што вели министерот Димитров, земјата прво треба да добие чист извештај во април, кој што ќе содржи безусловна препорака за почеток на преговори. А за препорака без услови во април е потребно владата да спроведе дел од клучните реформи во текот на месец февруари или најдоцна до средината на месец март. Тоа значи дека остануваат само уште 5 месеци за премиерот Заев и тимот околу него да испорачаат резултати. Реформското свето писмо се вика План 369. Документот е збир на задачи кои владата сама се ги постави во соработка со невладиниот сектор и експертите, а според забелешките од Европската комисија и извештаите на Прибе. Како што сугерира и името, некои активности треба да бидат завршени за 3, а други за 6 или за 9 месеци. Времето за тројката веќе истече, а владата уште од пред 1 месец вели дека се што било во нејзина надлежност е завршено. Во првите 3 месеци се реализирани сите мерки кои се во надлежност на владата на Република Македонија, односно 58 активности. Работната група беше информирана дека во тек е реализација на уште 15 мерки, од кои најголемиот дел не се во надлежност на владата. Со дел од овие тези не се согласуваат во Институтот за демократија Societas Civilis, каде прават сопствено мерење на ветеното и постигнатото во реформите. Истражувачот Зоран Нечев, кој е поранешен вработен во владиниот секретаријат за европски прашања, вели дека не смее да се прави разлика меѓу активности во директна надлежност на извршната власт и активности за кои се надлежни другите власти. На крај, за се пред Брисел, рапортира владата. Според тоа не може да се зборува за 100% исполнување на обврските. Согласно зададената динамика, за сега во овој момент имаме задоцнување. Односно, планот, односно резултатите од исполнувањето на активностите предвидени во делот 3 од планот 369 доцни и при тоа не се утврдени се уште оние активности кои што ќе влезат во делот 6 и во делот 9. Анализата на Институтот за демократија покажува дека 30% од задачите од планот 3 или не се завршени или се во тек. Според нивната методологија, целосно се исполнети 30 активности, делумно се исполнети 12, не се исполнети 10, а резултатот од 21 активности не може да се измери поради начинот на кој се поставени целите. Типичен пример е во делот на судските реформи. Имаме активност во која владата го повикува, односно го охрабрува судскиот совет за истиот да ги охрабри понатаму судиите да пријавуваат доколку некој им врши притисок. Значи, ова е многу тешко мерлива активност и при тоа треба да се земе секојаш при вакви формулирања на активности кога се работи за друг вид на власт, освен екзекутивата, дека треба да се земе предвид дека и мора да се внима на тоа дека ние излагаме моментално или се ослободуваме од заробената држава и заробените институции. Зоран Нечев сепак има делумно разбирање за доцнењето, бидејќи првите 3 месеци од реформскиот план се совпаднаа со локалните избори. Со сличен став е и Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет, која е директно вклучена во подготовката на реформите во правосудството. Со оглед на кусите рокови ја прашавме дали очекува владата во следните месеци да се фокусира на видливи резултати во трите најприоритетни области за Брисел: судството, следењето на комуникациите и јавната администрација. Јас го очекувам ова вие што го велите и мислам дека тоа ќе биде случај, да се оди буквално по онаа траса која што ќе зацрта Брисел и која што ја смета за неопходна и дека на тоа ќе бидат фокусирани и работните групи од подрачјата кои што од областите кои што ги споменавте. Но јас и вчера нагласив во своја изјава дека за мене е од круцијална важност да се пристапи кон она што е наведено во стратегијата, а се однесува на специјалното јавно обвинителство. Во прилог на овој став, Пировска додава дека владата има сериозен проблем со капацитетот на наследениот кадар во институциите. Сепак, смета дека и на краток рок, новата власт може да ги забрза реформите во делот на правосудството. Постојат повеќе работни групи кои што мораат да бидат координирани, а работат на различни закони.
Јас како член на Советот за реформи на правосудство и другите членови, ние немаме можност да дојдеме до сознание што, односно со материјалите на кои што се работи во тие други работни групи, како што е, например, законот за судови. И во другите клучни области за реформирање, безбедностите служби и јавната администрација, работата е стигната до работни групи и стратегии. Вице-премиерот Бујар Османи не прифаќа дека има отстапување од предвидената динамика. Вели, и времето изгубено со изборите било однапред планирано. Цело време се водиме по еден принцип. Брзина да, но и квалитет. Значи квалитет и брзина во реализирање на овие реформи. Дело 3 коинцидираше со периодот на подготвување и одржување на локалните избори. Период кога собранието не функционира, кога фокусот на државата е некаде друго. И затоа така го конципиравме дело 3, да има две цели. Едното, да биде подготовка на одржување на фер и кредибилни избори, и второ, во тој период на дефокусирана држава со изборите, да може да се подготви платформата, односно контурите за суштинските реформи. Така да сметам дека сме во рамки на роковите. Сега го и финализираме изборите, го крунисавме на најдобар можен начин дело 3 и веднаш, после завршување и на последниот ден на рокови за жалби, го објавуваме делот 6 и 9, во кој што веќе има конкретни решенија. Има стратегии, има акцијски планови, има конкретни реформски проекти. Така да, бидејќи коинцидираше со делот на изборите, така и се програмира роковите. Нема некој одолговлекување, не ги гледајте прецизно месеците, туку периодите на реализирање на овие мерки. Така да целосно е во рамки на предвидената динамика. Делот 3 требаше да заврши со локалните избори и веднаш после локалните избори да започне делот 6 и 9 и сето тоа да заврши некаде кон април, кога се добива и извештајот и ние очекуваме позитивен извештај, дури со не само со препорака, туку и решение од Советот на Европската Унија за започнување на преговори. Еве една од најкрупните области за која што се очекува напредок е делот на судските реформи. Но свесни сме во јавноста дека стратегијата практично се уште се моделира. Така што дали реално очекувате дека до април ќе се стигне да се донесат можеби и законски решенија, делот кои што се носат и со двотретинско мнозинство, а ние еве на 5 месеци пред тоа се уште немаме ниту целосно јасна визија накаде ќе одат тие законски решенија. Значи, морам да повторам дека принципот е брзина да, но квалитет пред се. Квалитет на реформските решенија. Судството е едно од најосетливите столбови на системот и било кое неквалитетно решение ќе доведе до последици кои што ќе бидат несогледливи за државата. Да, но нешто мора да се испорача до април, нели? Овие денови, денеска, вчера, утре, се финализира стратегијата и акцијскиот план со конкретните решенија во смисла на законски измени и нови законски решенија кои што ќе се пуштаат во собраниска процедура. И да беа претходно подготвени. Собранието не беше во полна функција за да може да ги разгледува. Сега, нешто нема да зависи целосно од волјата на владата. Некои решенија се со двотретинско мнозинство. Меѓутоа, ние полагаме надеж дека тие решенија се квалитетни, дека тие решенија ја имаат поддршката од нашите меѓународни партнери, од Европската комисија и опозицијата ќе свати дека мора да биде дел од овој историски моментум низ кој што поминува државата и да се качи на тој заеднички брод кој што плови кон Брисел. Немирните води дома беа еден од факторите за бавното испловување на македонскиот брод кон Брисел. Не е тајна, на пример, дека мораше да се ревидира стратегијата за реформи во правосудството. Брисел не прифати избор на судии надвор од дипломците на Академијата, а проблематични се и варијантите за воведување одговорност на членовите на Судскиот совет. Јас верувам дека ќе мора да биде покажана одредена да кажам, спремност да ни се излезе во преистрези од страна на Брисел за одредени препораки кои што може би за нив не се многу прифатливи, но се неопходни за да може да се спроведат како што треба реформите во правосудство. Јас сметам дека е поминато времето на мудрување со Европската комисија. Агендата на Европската комисија ќе треба бланко да ја прифатиме во делот на реформите и во правосудниот систем, и јавна администрација и безбедносни служби. Март е на прагот.
Големи амбиции, малку време. Наред е уште една пауза, а по неа имаме уште атрактивни теми. Дали скриеното лобирање на ВМРО ДПМН во САД доаѓа на дневен ред пред американските истражни органи по обвинението против Пол Манафорт, шефот на кампањата на Доналд Трамп. What Manafort is in trouble for right now is pretty much the same pattern as Mercury's Macedonia lobbying contract. Новата власт ветила пред невладините дека итно ќе го испочитува барањето на УНЕСКО за мораториум на спорните проекти во Охридско. Но за жал до сега таква одлука за мораториум се уште не е донесена. Зошто? И понатаму гледате 360 степени. Обвинението што во рамките на истрагата за руско влијание на изборите во САД беше покренато против Пол Манафорт, поранешниот шеф на кампањата на Доналд Трамп, ја отвора дилемата. Дали на дневен ред пред американските истражни органи ќе дојде и скриеното лобирање на ВМРО ДПМН во САД. Манафорт, меѓу другото, се товари дека лобирањето во прилог на прорускиот претседател на Украина Виктор Јануковиќ го правел скриен зад невладина организација, што е идентична формула која ВМРО ДПМН преку фондацијата Либертас ја користеше за да стигне до новата администрација во Белата куќа. Владимир Мирчевски прашува и дали има истрага за сомнежите дека партиските лоби активности на партијата на Груевски во САД биле платени со пари од државниот буџет преку договори склучени од владата под раководство на Емил Димитриев. Дали обидите на ВМРО ДПМН тајно да влијае на американската политика за Македонија ќе завршат на суд во Америка? Сличноста на делото за кое се обвинети некогашните први луѓе во кампањата на Доналд Трамп и она што го правеше ВМРО ДПМН во САД се очигледни. Пол Манафорт, екс-шефот на кампањата на Трамп, освен за перење пари, се товари и за нерегистрирано лобирање за странски клиенти. Своите услуги во полза на прорускиот претседател на Украина Виктор Јануковиќ ги зацкривал зад невладината организација Европски центар за модерна Украина, што е во спротивност со американската лоби регулатива. Во случајот со ВМРО ДПМН, лобирањето беше сокриено зад фондацијата Либертас, формирана наменски во 2016-та во Њујорк. Покрај истата шема, двата случаи, оној со Манафорт и оној со ВМРО ДПМН, ги поврзува и една иста лоби компанија – Mercury. Колегата Обри Белфорд, кој, како и 360 степени, со Нова ТВ го истражуваше случајот, во детали прави паралела на двата случаи откако специјалниот советник на Американското министерство за правда, Роберт Мюлер, покрена обвинение против Манафорт. But the really interesting thing about the Mueller investigation and Paul Manafort's indictment is that part of what he's indicted for is doing lobbying with Mercury for a front organization. Now, in this case, the front organization is related to Ukraine, but it's the same lobbying firm using the same methodology. I would say the lobbying on Macedonia's behalf in the United States might look small for now, but we've got to see where this goes, because it's really worth emphasizing that what Manafort is in trouble for right now is pretty much the same pattern as Mercury's Macedonia lobbying contract. And Mercury is one of the two lobbying firms tied to Manafort's indictment. Дали сличноста меѓу случајот со Манафорт и неговото скриено лобирање за Јануковиќ и случајот со тајното лобирање на Меркюри за ВМРО ДПМН треба да биде најава дека американските истражни органи ќе отворат предмет и за македонското тајно купување лобисти. Traditionally, the United States Justice Department has not prosecuted FARA cases. I can't really give you a great reason for why that is, except for the fact that, you know, there are a lot of murky practices in the United States that you can get away with. Traditionally, this hasn't been prosecuted very much, but the Mueller investigation is something different. And it's too early to say if this is a change in how the United States looks at FARA violations. But I would say that this Mercury contract involving Macedonia is something that we should be watching in the United States to see if there are any legal moves on that. Фондацијата Либертас, представувана од извесен Бексот Изакџанов, не е единствената трага за врските на релација ВМРО ДПМН Меркюри.
Техничката влада на Емил Димитриев, кој во тој период е и генерален секретар на ВМРО ДПМН, склучила договор со британската филијала на Меркюри, и тоа непосредно пред декемвриските парламентарни избори. Тоа го отвори прашањето дали ВМРО ДПМН не само што тајно лобирала, туку тоа го компензирала со пари од државниот буџет. Mercury filed disclosures saying that yes, actually they were working on Macedonia. There was multiple disclosures where they started keeping logs of the phone calls of the people that they'd been calling, the people they'd been emailing. So, I mean, Mercury's pretty much owned up to it. We also found through the public procurement records in Macedonia that the Macedonian government had paid hundreds of thousands of dollars to Mercury's UK branch. Now, that was Macedonia's government, taxpayers' money, that actually went to Mercury's UK branch in that case. Нема информации дека овој сомнеш за партиски активности покриени со државни пари е предмет на интерес на македонското јавно обвинителство. Барем не за сега. Во неколку продолженија досега третираме теми за негрижата за Охридското езеро. Од истражувањето за нефункционалноста и застареноста на колекторскиот систем до прогласувањето на Лагадин за село и никнувањето многокатница до самиот езерски брег. Вечерва се осврнуваме на барањето на УНЕСКО за итен мораториум на сите спорни проекти во Охридско, првичната подготвеност на новата власт да го направи тоа и одолговлекувањето на таа одлука. Славица Филиповска се обиде да дознае дали новата власт се премислува. Сите овие природни феномени, на кои ниту науката не може да им ја определи староста, се причина што Охрид и Охридското езеро се на престижната листа на УНЕСКО како заштитено светско природно наследство. Но тоа како ништо да не им значи на луѓето, кои особено последнава деценија речиси безмилосно посегнаа по оваа единствена убавина. Трајче Талевски, доктор на биолошки науки и дел од тимот на Хидробиолошкиот завод во Охрид, со години гласно говори против, како што вели, мегаломанските проекти што претходната власт ги планирала во Охрид. Сега барат цврсти гаранции дека новата влада ќе стави мораториум, но и поригорозни законски решенија, кои еднаш за секогаш ќе стават крај за секој што ќе науми да ги комерцијализира природните убавини. Требаше тука да се изгради една медитеранска плажа во Лагадин, затоа се овие палми донесени, значи да заличиме малце на Медитеран, да мениме амбиент. Значи езеро кој што е на 700 метри надморска висина, да го направиме море. Мислам, тоа се малце нелогични работи, кои што сакаја и се уште можеби сакаат да му го направат на Охрид. А што се планираше? Активистите ја обвинуваа власта на Груевски дека имала намера да го пресуши студенчишкото блато за изградба на елитна населба со марина покрај самото крајбрежје на Охридското езеро. Да ја исече трската кај Лагадин заради изградба на бетонска платформа со медитеранска песочна плажа. Да ја промени законската заштита на изворите кај Светинаум од највисок на најнизок степен заради изградба на огромен туристички комплекс на индискиот бизнисмен Субрата Рој, од Љубаништа до изворите на Светинаум. Уништување на 300 хектари заштитено подрачје на Националниот парк Галичица, заради изградба на магистрален пат, како и ново зонирање на 530 хектари низ планината за изградба на ски центар, голем хотел и викенд населба. За дел од плановите се појавија и идејни решенија, а во медиумските архиви останаа снимките од свечените и срдечни причекувања на бизнисменот Субрата Рој во Охрид. Сега тој е во затвор поради финансиски криминал во Индија, а од неговите идеи за туристички зони во Охрид, велат за среќа, денеска нема ниту трага. Од сите најави за инвестиции на Субрата Рој во Охрид, остана само оваа табла на неговата компанија пред хотелот Славија. Компанијата Сахара Груп се уште фигурира како собственик на хотелот, но и покрај најавите за негова обнова, овој објект моментално е под клуч. Професорот Талевски е револтиран што научната јавност молчала, додека претходната власт се мерачела Охрид да го забетонира со еколошко погубни проекти. Например, студенчишкото блато има тресет кој тоне, па така ако се изградат тешки објекти како планираните хациенди, тие можат да тонат. Студенчишко блато исто така представува и место каде што се мрестат, живеат, растат и се развиваат голем број на
животински видови. Во него виреат голем број на растителни видови кои што успеваат да ја извлечат сите оние штетни материи кои што влегуваат во него и преку продукцијата на растителната биомаса успеа да се извлечат и тешки метали, и пестициди, и фекални бактерии, и сето она што всушност додека директно би се влегува, ако не постои тоа, директно би се влеале во Охридското езеро и би представувало опасност за квалитетот на водата. Со градење на експресен автопат би се погазил законот за национални паркови. Туристички зони во крајбрежното подрачје би загрозиле уникатни видови од живиот свет во езерото. Најстрашна, вели Талевски, била идејата за ски центар на Галичица, каде поради се помалите врнежи на снег би се произведувал вештачки. Се предвидуваше во таа втора зона на заштита, каде што не сме ништо да се гради, цврста градба, се предвидуваше да се градат хотели, се предвидуваше да се градат тие скијачки центри, се предвидуваше да се градат некои други објекти, придружни објекти, као што е да речеме гондолата, како што се седешниците. Значи, сето тоа е интервенција во природа. За да биде проблемот уште поголем, немаше никакво решение за колекторски систем, односно за одведување на тие комунални отпадни води од тие хотели и сето требаше да се влева во езеро, ради тоа што таков како што е во моментот колекторскиот систем на Охридско езеро не функционира. Додека едни проекти никогаш не ја видоа светлината на денот, за други имало и работна верзија. На владина седница во 2013 година Националниот парк е задолжен да ја симне заштитата скоро на половина парк. Идејата на Груевски за изградба на експресен пат добила поддршка и во парламентот од тогаш опозицијската СДСМ, но не се реализирала бидејќи не била направена студија за влијание на проектот врз животната средина. За среќа, овие планови останале само на идеи, вели поранешниот советник во општина Охрид од ВМРО ДПМН Дејан Пановски. Идеите кои што се стигнува за развојни зони или други интервенции во контекст на некаков економски развој, доаѓа најмногу од централно ниво. Значи, и сите тие идеи, значи медитеранската плажа, идеите околу студенчишкото блато, околу марини, доаѓа веќе како подготвени идеи и граѓаните на Охрид прилично доцна ги дознаваа како идеи. Единствена идеја за која што разговаравме на совет на општина беше како информација, не како нешто конкретно, беше идејата за така наречена урбанизација на студенчишкото блато. И тука сосема јасно настапивме дека студенчишкото блато, односно остатокот од студенчишкото блато, она што е останато, неколку хектари жив организам, мора да се сочува. Мисијата на УНЕСКО во април изврши мониторинг и во својот извештај заклучи дека ако поголемите инфраструктурни и градежни проекти се реализираат, ќе нанесат неповратни промени во заштитеното подрачје. Затоа се препорачува да не се менуваат зоните на Националниот парк и да се стопира изградбата на ски центар и експресен пат. Наодите на мисијата укажуваат дека целокупната состојба на зачуваност може да се смета за ранлива, иако приоритетните препораки не се спроведат во рамки на препорачаниот рок од 2 години, тоест до 2019 година. Подрачјето може да ги исполни критериумите за впишување на листата на светско наследство во опасност. Комитетот за светско наследство го усвои извештајот на мисијата на УНЕСКО во јули годинава и даде итна препорака до 1 декември 2018 да се достави ажуриран извештај за состојбата на зачуваност на подрачјето и за тоа дали препораките се имплементирани. Се бара сеопфатна анализа за влијанието на проектите врз животната средина, но и запирање на експресниот пат и ски центарот на Галичица. Јасната порака од УНЕСКО ги крена на нозе невладините организации. Александра Бојаровска од еколошкото здружение на граѓани Фронт 2142 ги прашала надлежните докаде е реализацијата на туристичките развојни зони во Охрид и Охридско. Од општината ја препратиле за одговор во Министерствата за транспорт и врски и за животна средина, како надлежни за проектите. Министерствата пак со подпис на новата владина гарнитура одговориле дека не знаат. За промената на зонирањето на Националниот парк испратена е преставка и до Уставниот суд. Од новиот состав на парламентот пак
побарале мораториум на сите проекти и имплементација на Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион. Се формираше една група од пратеници кои што си зеде за обврска дека првата одлука која што ќе ја донесат и парламентот и владата ќе биде мораториум на овие штетни проекти и ќе спроведат една надзорна расправа за управувањето на Охридскиот регион и како и кои би биле следни чекори кои што треба да се преземат во насока на соодветно управување. За жал до сега таква одлука за мораториум се уште не е донесена. Пратеникот Томислав Тунтев од СДСМ, кој е член и на неформалната пратеничка група Пријатели на Охрид под УНЕСКО, изјави дека ќе се направи ревизија на проектите за нивниот импакт врз животната средина. Со оглед на тоа што ревизија е различна од мораториум, го прашавме дали новата власт планира да стави крај на експанзијата во Охридскиот регион, особено што и новиот градоначалник Јован Стојановски ја поддржува изградбата на експресен пат. За оние проекти за кои постои основна документација, ќе се организира јавна расправа, ќе бидат во нацрт, сите релевантни фактори ќе се учествуваат и нормално ќе бидат земени во предвид сите релевантни извештаи за влијанието на тие проекти врз животната средина. На прашањето дали постои опасност власта да попушти, Тунтев одговори. Било кој од тие проекти што беа наведени како причина за тоа предупредување од УНЕСКО всушност се ад акта, значи вон реализација, така што Република Македонија навреме ќе си ги исполни својата домашна работа околу тоа прашање. Јас стојам на ставот дека патната инфраструктура е неопходна. Меѓутоа, тоа не значи нов пат, тоа не значи експресен пат, тоа значи реконструкција на постоечкиот пат. Тоа значи на одредени делови нова делница, без никакво резонирање, значи повторно зонирање на Националниот парк Галичица, значи патишта да, инфраструктура да, меѓутоа никако во коализија со основните аспекти на заштитата на природното наследство. Освен што ја нема одлуката за мораториум, што била ветена пред невладините организации, деновиве јавноста беше дополнително затечена од средбата на новиот градоначалник со шеикот од Катар Ал Тани. Посетата на шеикот од Катар беше поистоветена со некогашните посети на собрата Рој, но градоначалникот објаснува. Ние нити сме разговарале со него лично за одредени инвестиции, нити сме разговарале за развој на Охрид, затоа што тоа беше мој прв работен ден. Човекот беше протоколарно дојден и човекот се интересираше за одредени можности за купување на имот или за инвестиции во Охрид. Власта најавува законско прецизирање и усвојување на планот за управување со Охридскиот регион, но бара време. Времето е веќе прецизирано, како и насоките што треба да се направи. Светски подрачја во опасност вообичаено се ставаат доколку имате нека природна непогода или во земји каде што имате конфликт, воен конфликт, како што сега беше во Сирија и уништувањето на светското подрачје там. Па сега не може Охрид да го гледаме само преку бетонски објекти, само преку згради, и да мислиме дека тоа ќе го направи Охрид поатрактивен за туристи. Не, туристите, особено оние што доаѓаат од Европа, сакаат да се вратат во природа. Ќе направиме уште една пауза, а по неа е саботажата. Бидете насад. Стигнавме до финалето вечерва. Наред е саботажата на Сречко Поповски. Отварањето на срцето, ама и на раката полна со меджиди со која се пазареа устите на аберџиите душмани, предизвика огромна ѓурултија и пизма кај сите што на својот грб го имаат почувствувано камшикот на сајбиите на кои тие им слугува. Шашмата ја предизвика невербата дека можело не само да им се прости, туку и да им се полни чекмеџето. Оти не толку одамна, тие беа олицетворение на злото. Во моментот, став на СДСМ и мој личен став е дека поголем политички непријател за нас како опозиција се медиумите, како што се сител,
Канал 5, Алфа телевизија, Дневник и Македонската радио телевизија. Значи тој отвара војна со сите наши гледачи, со читателите на Дневник, со гледачите на Сител, со гледачите на Алфа, на Канал 5, па и на МРТВ. Значи он отвара војна со сите тие што седнуваат секој вечер пред екраните и не гледаат нас. Ало, што правите ви? Војната не само што не е завршена, туку со џамбаски методи. Тие не баре жртви од неа, извлекоа и репарации. Останува какви што се проценките ако не се јалнаш. Токму тие сега да бидат тоа што биле и досега. Истото оружје, само во рацете на други команданти. Гестот кон медиумите, кои беа калашникови на режимот, сега го земате калашниковото земја и вие пукате со него затоа што ви одговара, е апсолутно неприфатлива ситуација. Од тому изгледа очекувано и поразот на изборите опозицијата да го правда со методите на пушкарање, кое ете било од клучна важност за тоа кој чии гласови ќе улови. Иако звучи вселенски небулозно кога како аргумент за дебаклот, ненадминатите гласачки ловократци го користат поедноставувањето на процедурата за добивање легална дозвола за лов. Љупчо Николовски, од позиција на министер за земјоделство, водостопанство и шумарство во тек на изборната кампања за локалните избори, ветуваше олеснување на процедурата за полагање ловечки испит, со што од позиција на министер од СДС директно влијаеше на гласачите за давање на своите гласови за кандидатите на СДС. Ало, што правите ви? Тоа што некој успеал да го фати поголемиот број гласови е предпоставка дека некој треба да го смени, или ловецот, или мамецот. Поискусните велат дека најдобро би било кога одговорноста за празната торба би ја презел тој што ја држал јадицата, бидејќи во спротивно, со таквото однесување, уште долго време нема да може да донесат ништо на трпезата. Наспротив ваквото размислување, оние помладите пак сметаат дека не е кабает ниту ловецот, ниту мамецот, одбивајќи да прифатат дека ќе следува долг пост. И не да бараме виновници од страна кој ни сгрешил да изгубиме изборите, туку треба да се свртиме меѓу нас, да видиме каде се нашите грешки. Никола Груевски не треба да даде оставка кога тоа од него го бара СДСМ. Ако ја направиме во иднина истата грешка што ја правеше СДСМ кога беше 11 години во опозиција, тогаш и ние ќе очекуваме да бидеме 10 или повеќе години во опозиција. Ало, што правите ви? И на крај, очигледно е дека во оваа нова предпотоповска фаза е неопходно да се појави некој што пак на арката ќе ги собере сите за кои се смета дека не грешеле. Иако, ако се има предвид толкувањето на еминентните идеолози на антиквизацијата, токму национално освестените би имале привилегиран статус и како први роднини, веројатно би биле сместени на палубата. Во таблицата на народите, првата етнографска таблица воопшто позната, што ја направил Мојсей, која смета дека е донесена од Вавилонија, запишено името на Македонија како Китим. Китим, тоа е внукот на Ное. Македонците потекнуваат од најмладиот син на Ное. Ало, што правите ви? Внуци, потомци на дедо Ноето. Патувањето е завршено. Време е конечно да стапнеме на земјата. Сите содржини ви се достапни на интернет страницата 360stepeni.mk. Можете да не следите и на Facebook и на Twitter. Ви благодарам што бевте со нас. Ќе се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно.